Благодарам, председателе, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Денес имаме дебата која наместо да биде сериозна, аргументирана и суштинска анализа за развојот на македонскиот аграр, за жал се претвори во обид за ефтин политички театар. Ова интерпелација поднесена од опозицијата против министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски не се темели на никакви реални факти, ниту пак на издржани бројки. Таа е класичен пример на политички маневар за дефокусирање на јавноста од вистинската одговорност за пустошот, долговите и девастацијата што во земјоделството ги остави и претходната расипничка власт на СДСМ, предводена од поранешниот министер Љупчо Николовски. Колеги од Социјалдемократскиот сојуз, кога излегувате на оваа собраниска говорница и кога обвинувате, мора да имате предвид дека реалноста и официјалните бројки се немилосредни кон вас. Додека СДСМ очајнички се обидува да конструира дневно политички обвинувања со цел да се спаси од целосниот дебакал на анкетите и јавното мислење кај народот, надлежните институции веќе работат на терен и го расчистуваат вистинскиот институционален криминал кој се случуваше во изминатите 7 години додека ја практикувавте власта. Граѓаните мора да знаат кое и какво е наследството што го остави Социјалдемократскиот сојуз во земјоделството. Јас ќе ви кажам, злоупотреби, долгови и буџетски хаос. За да разбереме каде се наоѓа македонското земјоделство денес и зошто беа потребни итни и коренити промени, мора јасно и гласно да кажеме што затекна оваа влада во министерството. Наследството Социјалдемократскиот сојуз и Љупчо Николовски е екзактно мерливо преку празни каси, незадоволни земјоделци кои со денови протестираа по патиштата и сериозни сомнежи за енормен криминал. Јавноста неодамна сведочеше на фрапантни информации. Поранешниот министер Љупчо Николовски се соочува со сериозни сомнежи и кривична пријава за злоупотреба на службената положба и овластување. Оваа пријава е поврзана со незаконска и нетранспарентна распределба на дури 50 милиони денари, односно над 820.000 евра државни пари од буџетот на Република Македонија. Овие средства, кои беа законски наменети за поддршка на малите семејни винарии и микропроизводители на вино, биле доделувани спротивно на прописите и без соодветна правна основа. Тоа, почитувани колеги од опозицијата, не е лоша аграрна политика, тоа е класичен пример за буџетски криминал, грабеж директно на грбот на македонските земјоделци кои со мака го вадат својот леб. Додека вистинските лозари молеа за достоинствена цена на грозјето, парите на граѓаните завршувале на сомнителни сметки по партиски клучи. Господине Николовски, кој овде денеска ни држиш предавања, ти треба на македонската јавност да ја објасниш како се шверцуваа 100 тони тутун преку фирмата Студенац Шпет, патен без лиценца за ваква дејност, блиска до тебе и твојот брат. Каде заврши овој тутун и како овој тутун, овие луѓе добија субвенции за овој тутун, додека вистинските тутунопроизводители му се откупуваше тутунот по 150 денари и секојдневно протестираа по патиштата, по градовите и по селата. Треба да ни кажеш и мене, и нас, и на македонската јавност, како со твојот шеф Зоран Заев, по принципот јас тебе војводо, ти мене сердаре, си доделувавте буџетски средства, ти него грант од ИПАРД за 1,4 милиони евра, а тој ти прости вишок, односно кусок на стокови резерви за жито од 2000 тони во вредност од 800.000 евра. Треба да објасниш како доделуваше земјиште на 2 и повеќе правни субјекти, како направи нова ФИКОМ 2 афера во земјоделството. Треба да му кажеш на македонските граѓани како твоја блиската фирма до тебе за производство на пелети Еколайф со низа твои административни одлуки ја доведовте да продава од 180-190 денари пелети до 400-500 денари пелети, од 12.500 на 50 на 60.000 денари по тон. И тие средства ги поделивте заедно со вашите
компањони и ортаци. Тоа треба, господине Николовски, ти да му го објасниш на македонските земјоделци. Покрај ваквите енормни злоупотреби, претходното раководство остави зад себе и пустош во буџетот. Милионски долгови кон тутунарите, кон лозарите, кон сточарите и кон овоштарите беа турнати под тепих. Земјоделците со години беа манипулирани со празни ветувања пред секои избори, а кога ќе поминеше гласањето, државата им вртеше грб. Тоа беа години во кои производството на стратешките култури како пченица, тутун, домашното млеко забележа историски најниски нивоа, бидејќи вистинските производители беа системски запоставени за сметка на партиски подобни поединци кои никогаш немаат стапнато на нива. Наспроти криминалите на Љупчо и СДСМ, еве ги резултатите на Цветан Трипуновски. А тоа е враќање на достоинството на македонскиот земјоделец. Наспроти тотален хаос, деструкција и безвластие, актуелниот министер Цветан Трипуновски покажа како се работи одговорно, домаќински и транспарентно. За рекордно кратко време, ова министерство испорача конкретни, мерливи и видливи резултати кои директно ја вратија стабилноста и сигурноста во македонското село. Сакам пред македонската јавност да презентирам неколку клучни факти и екзактни бројки кои целосно ја демантираат оваа неоснована интерпелација. Прво, енергична финансиска поддршка во изминатиот период, Министерството предводено од Трипуновски успеа да исплати околу 8 милиарди денари, што е речиси 130 милиони евра. Овие огромни финансиски средства отидоа директно на сметките на земјоделците за расчистување на сите заостанати долгови кои Социјалдемократскиот сојуз свесно ги остави како буџетски мини, како за редовна исплата на тековните субвенции. Второ, санација на штетите преку ребалансот. Со првиот ребаланс на буџетот, оваа влада итно обезбеди исплати 40 милиони евра, наменети исклучиво за покривање на затекнатите дупки и неисплатени одврски од минатото. Ние моравме првен да ги лечиме раните што вие ги нанесовте, па дури потоа да градиме нови мерки. Трето, редовност и предвидливост. Само од почетокот на оваа година, согласно новата динамика, на сметките на земјоделците се веќе легнати помеѓу 20 и 30 милиони евра. За разлика од претходно, кога субвенциите доцнеа со месеци па и со години, денес земјоделците точно знаат кога ќе си ги добијат парите и можат навремено да ја планираат својата сеидба и производство. Четврто, ставање крај на ловците на субвенции. Со донесувањето на новата програма за директни плаќања, Министерството воведе вистински ред и правилност во системот. Петто, со што јас се гордеам многу, рекорден извоз и девизен прилив, како директен резултат на партнерскиот и отворен однос со преработувачката индустрија. Извозот на преработки од овошје и зеленчук забележа извонреден успех и надмина 102 милиони евра. Ова донесе чист девизен прилив од над 40 милиони евра за македонската економија, што е јасен доказ дека македонскиот аграр конечно се движи во правилна насока. Почитувани колеги пратеници од опозицијата, навистина е парадоксално и крајно несериозно да поднесувате интерпелација за министер кој во изминатите месеци ги поправаше вашите катастрофални грешки и штети. Наместо да понудите конструктивна критика, конкретни решенија или визија, вие доставивте текст пун со општи политички фрази, празни обвинувања и ефтин популизам. И сето тоа го правите во исто време додека вашиот клучен кадар, кој со години менаџираше со овој сектор, Николовски, се соочува со сериозни истраги за злоупотреба на државниот буџет. Македонските земјоделци не страдаат од амнезија. Тие многу добро се сеќаваат на понижувањето од минатото, но уште подобро ја гледаат разликата денес. Поради сите овие изнесени аргументи, факти и екзактни бројки, оваа претеничка група цврсто и обединето стои за политиките на Министерството за земјоделство. Ова интерпелација отфрламе како целосно, неоснована, неаргументирана и водена исклучиво од тесно партиски интереси. И за крај, ќе се обратам до македонските земјоделци кои секојдневно прашуваат дали ќе имало пари за македонското земјоделство. Пари за земјоделството кога е ВМРО на власт секогаш имало и ќе има. Благодарам.
Благодарам. За реплика се јави пратеникот